Уништените ски патеки, дефектот на жичницата Свети Илија и неизвестност околу изградбата на шестоседот може да го доведат во прашање почетокот на скијачката сезона на центарот, велат од иницијативата да ја спасиме Попова шапка и хотелиерите. Истакнаа дека жичницата која има најголем капацитет е расипан уште во месец февруари, поради што на крајот од сезоната им бил намален прометот за 50%. Тој е двосет најбитен за почетниците, значи овие што се скијачи, што за бордерите, значи без тој двосет не може да функционира Попова шапка. Како ќе се качат нагоре скијачите на аеродром пешки? Хотелиерите велат дека се во грчи не знаат дали понатаму да инвестираат на Попова шапка, чија судбина е неизвестна откако владата пред неколку месеци најави дека ќе го продава центарот, но сега, како што велат, никаде ги нема. Од иницијативата велат дека тендерот за избор на консултант за проценка на центарот, чекор кој води до продажба, е пропаднат. Да ни одговарат тачно што ќе биде со Попова шапка. Нас ни прашат сите агенции што ќе биде. Ти имат, секој знае дека ќе се продае, нема да се продае, ќе се праe, не се праe, а ние ништо не можеме да предземеме пред сезонава. И треба директно да се обратиме до владата, до премиерот Заев, да ја разгледа ова ситуација, не секој ден да излегуваат со различни идеи и ставови, а ништо да не се решава во терен. Освен што нема никакви инвестиции на Попова шапка, не се одржува и постојната инфраструктура. Планината поради нестручни градежни активности од ден на ден се урива. 80-тите години на Попова шапка, кога се постави двоседата према Церипашина, столбовите се поставуваја со хеликоптер за да не се руинира центарот. Кога тогаш можело со хеликоптер, зашто да не можеше сега? Според состојбата на терен и општината дигнала рација од центарот, каде улиците се во катастрофална состојба, хигиената е на ниско ниво. Наместо добродојде на Попова шапка ве пречекуваат купишта ѓубре и крави и коњи кои слободно се напасуваат низ центарот, каде низ сообраќајниците течат и фекалии. Од компанијата Елен вела дека ски сезоната ќе започне годинава кога според нив ќе се изгради шестоседот, но од владата засега молчат околу нивните најави за продажбата и судбината на центарот.